Фени е поголем проблем од Скопје 2014 и по пари по штета за Македонија, предупреди невладината Транспаренси. Според председателката Слагјана Тасева, мониторингот утврдил дека некој денес прави криминал со овој стечај. Таа се плаши дека ако незаконскиот стечај продолжи, Фени нема да трае до септември или декември годинава. Вработените ќе останат на улица, а овој гигант ќе биде прогласен за нерентабилен. Транспаренси денес побара отфрлање на планот за реорганизација на Фени поради суштествени повреди и незаконитости. Зошто не прашаме кој е македонскиот интерес? Колку билиони македонски пари уште од 73 година се вложени во овој гигант, мои, ваши, на нашите родители, кој што сега некој сака да го зграпчи без пари, и колку квадрати земја од тиквешијата е тоа. И што ќе се случи со тоа, и со луѓето, и со имотот, и со сега вработените? Ние во Transparency International Македонија го гледаме интересот на Република Македонија, а тоа е дека денеска некој прави криминал со оваа приватизација, со овој стечај. Те ги повикаа сите институции во државата, вклучително Судскиот совет, финансиската полиција, јавното обвинителство да преземат мерки да ги испитаат сите незаконитости во постапката. Тасева предупреди дека планот за реорганизација бил поднесен по истекот на рокот и не смел да биде прифатен. Како силен аргумент дека треба да се отфрли планот, Тасева наведе дека на одборот на доверители директорката на УЈП како доверител гласала против. Според неа, во овој случај постои привилегиран сукцесор, доверителот Джисол, кој го има Фени под рента, а со планот се предвидува цела група на доверители да не биде надоместена. Фондот е формиран со наши пари. Финансиска полиција треба ова добро да го истражи, сигурно го истражува. И тие не управуваат сите нас, не само оваа стечајна постапка. Тие луѓе кои што го управуваат и овој фонд. И затоа мислам дека ние имаме проблем кој што е многу поголем од Скопје 2014. И по обем, и по пари, и по штета за Република Македонија. Таа рече дека на 31 јануари годинава Джисол и стечајниот управник склучила договор за преработка на никелова руда, но од договорот произлегува дека предмет на закуп не се само технолошки капацитети, туку и работниците. Тие се третираат како предмети што можат да бидат дадени под залог врз кој закупецот има право на целосна контрола, надзор и управување. Но ова никој досега не реагирал, рече Тасева. Синдикатот на Фени пак денес побара од Тасева да се откаже од како што велат застапување на интересите на Кунико Ресурсис и од ревизија на стечајната постапка. Токму Кунико за нив се најголеми виновници за стечајот на Фени. Загрижени сме од информациите дека токму госпоѓата Тасева се нудела како правен представник и помагател на една од компаниите кои се вклучени во процесот на стечај за надомест од 50.000 евра и дополнителни средства по постапката. На обвинувањето од синдикатот, Тасева рече дека постапуваат по представка и тоа не значи дека застапуваат било чии интереси. Инаку за продажбата на Фени, Транспаренси поднесе кривична пријава против стечајниот управител и стечајната судика за злоупотреба на својата положба затоа што не го стопирале потпишувањето на договорот со фондот од Бахамите.